процедурално. Повелете. Господин Велјановски, во дел од објаснувањата можеби сте искрени, во дел од укажувањата што ги имаше господинот Заев пред мене, едноставно не одговоривте точно. Затоа што вие како председавач на оваа седница сте должни секој кој што ќе зборува надвор од темата на дневниот ред, после втората опомена да му го одземете правото на збор. И тоа е така по деловникот. Наместо да го примените тој член, вие овдека дозволивте да се развие дискусија, дебата, лакрдија, циркус на сосема поинакви теми кои што воопшто не се прашање на дневен ред, со цел да онаа мала сламка на спас политичка која што има Никола Груевски, председателот на партијата на која што вие припаѓате, му овозможите да ја развие во јавност. Исто така, господине Велјановски, можете да станете од тоа столче бидејќи не сте најстар член во ова собрание и да отстапите некој друг да го применува членот онака како што треба да биде кажан. Дозволивте во овие 20 дена работни, 20 работен ден, повеќе од 5 недели, да се развие и да се изнаслушаме што се не се изначитаа, бидејќи чест на исклучоците, ретко кој зборуваше, овде сите читаа, имаат третман на политички полуписмени пратеници, па мора некој да им даде нешто да прочитаат, затоа што е третиран така од собствената групација, бидејќи не му е дадено правото да размислува. Има некој полуписмени од полуписмените политички, па тие го водат торото овдека. Господа, нема да исчезне Република Македонија. Нема да исчезне Република Македонија. Ќе исчезне груевизмот во Република Македонија. Оној кој што вас ветера овде да глумите дека сте полуписмени политички. И тука јас не сум ви виновен за третманот што го добивате во собствената партија. Ќе исчезне оваа политичка структура, која што во политичка смисла е дното на политичкиот живот на Македонија. Со вас треба да расчистиме. За никогаш повеќе во Република Македонија да не се делиме, за да изградиме една европска современа Македонија. Господине Велјановски, дозволете да заврши конститутивната седница, да може Република Македонија да оди напред. Оној што го одбрал политичкото дно да остане на дното.